Локалните самоуправи низ државата отворија рокови за поднесување барања за надомест на штети предизвикани од неодамнешните временски непогоди. Граѓаните и правните субјекти се обврзани да достават соодветна документација за да овозможат излез на терен на општинските комисии. Жителите од Струмичкиот и Радовишкиот регион кои претрпеа штети од силниот ветар што ги зафати општина Струмица, Новосело, Босилово, Василево и Радовиш на 20 и 21 јули 2026 година можат да поднесуваат барања до своите матични општини. Засегнатите земјоделци и граѓани со материјални штети треба да приложат валиден имотен лист, лична карта и трансакциска сметка. Роковите за аплицирање варираат, па така во општина Струмица и општина Новосело. Поднесувањето трае до 31 јули 2026 година, додека во општина Босилово, општина Василево и општина Радовиш рокот е до 5 август 2026 година. По истекот на овие рокови општинските комисии за проценка на штетите најавија излегување на терен. Во Кумановскиот регион, општина Куманово, упати повик до сите граѓани и правни субјекти кои претрпеле материјални штети од невремето во периодот меѓу 20 и 26 јули 2026 година. Барањата се поднесуваат во архивата на општините најдоцна до 31 јули 2026 година. Потребно е да се достави копија од лична карта за физички лица, односно тековна состојба од Централниот регистар за правните субјекти заедно со копија од имотен лист и трансакциска сметка. Иако доставувањето фотографии од настанатите оштетувања не е задолжително, тоа е дозволено. Комисијата за процена на вредноста на штетите од природни несреќи и други непогоди најави дека при увид на терен ќе ги известува барателите доколку недостасува дел од документацијата за комплетирање на постапката. Процесот на обештетување бара прецизно почитување на административните рокови и пропишаната документација утврдена од локалните власти. Иако временските непогоди се случија во слични временски рамки во текот на јули 2026 година, секоја општина самостојно ги организира техничките детали за прифаќање на барањата. Граѓаните се соочени со кратки временски рокови кои се движат од крајот на јули па се до почетокот на август, со цел брзо утврдување на фактичката состојба од страна на надлежните комисии. Успешноста на процесот зависи од навременото комплетирање на барањата со имотни листови, лични документи и идентификациски броеви на сметките.